Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една тема која што знам дека многу ќе ви помогне и јас сум многу среќен што ќе ја зборувам. Иако знам дека можеби во некои епизоди сум подспомнувал некои од овие прашања, али константно ќе ги зборувам и на некој од вас ако сум ви досаден, можеби со постојано истите поенти, тоа е затоа што сум научил дека исклучиво континуитетот на повторување на едните исти работи ќе ви донесе резултат. И во изглед, и во пари, и во секоја една работа во животот, и затоа јас константно повторувам некои исти поенти низ различни логики, различни теми, различни прашања и секојдневија на луѓе кои што го следат ова и поставуваат некакви прашања и можеби имаат конкретни ситуации за кои што бараат одговор. Сега, кои се трите работи поради кои што нема никогаш да ослабете? Тоа е денешната тема и тоа се три поенти кои што на кои што најчесто луѓето паѓаат и тоа се три поенти поради кои што никогаш на долг рок нема да имате добар изглед и да се чувствувате добро во сопствената кожа. Првата работа е фактот дека многу од луѓето мислат дека добриот изглед и слабењето е поврзано со кратење на калории, односно редукциони диети и гладување. Зошто тоа нема да ви помогне? Затоа што прва работа секогаш ќе ви даде можеби моментален резултат, одредена диета, начин на исхрана, а денеска ги имате многу од Јуен, од Хроно, од Жан Митрев, од ваква, од таква, значи секоја диета и начин на исхрана кој што има име, не треба да ја практикувате. И тоа значи дека има некој детал кој што подразбира дека нешто треба да исклучите од исхраната. Нашите метаболички процеси нема да се нормализираат со тоа што вие ќе гладувате. И уште еден факт ќе ви кажам, а тоа е дека кога можеби практикувате некаква редукциона диета, односно кога можеби нема доволно и одредени нутриенти во исхраната за вашето тело, тоа значи дека метаболизмот на тој сигнал и знак ќе изреагира на начин што ќе ги штеди мастите како извор на енергија, односно нема да ги троши со тој интензитет и темпо, затоа што сепак ќе постои кај вашиот метаболизам страв дека нема да биде доволно нахранет и дека нема да има доволно гориво за работа и затоа мастите ќе ги чува како резерви. И тоа значи дека кога ќе се вратите на стариот начин на исхрана, експресно ќе ги вратите килограмите поради тој страв на вашето тело и кога вие ќе се вратите на стариот начин на исхрана, вашето тело ќе гледа што побрзо да таа храна ја претвара во масти и да ја складира, бидејќи се уште ќе биде уплашено дека ќе дојде денот кога вие ќе го малтретирате и ќе го гладувате и нема да му давате доволно калории и потребни калории, односно гориво за да си ги функционира и да си ги работи метаболичките процеси како што е потребно. Затоа тие работи нема на долг рок да ви донесат резултат, туку само моментално ќе намалите и тоа ќе биде моментално. Втора работа која што ја спомнав, односно не ја спомнав, али ќе ја спомнам, е моментот на страв од комбинирање на одредени продукти. Многу често кај луѓето среќавам и во многу диети, особено она која што е у моментов популарна, Хроно е дека постои, не знам, период на рестрикција. Или сум среќавал во други диети дека постои немешање на месо со ориз или компир со ориз и риба и така натаму, односно јас не мешам протеини со јаглехидрати. Ние не сме никој тука да кажуваме што не мешаме, затоа што прва работа нашата природа не создала да ние добиваме комплетна нутритивна вредност. Луѓе, нашето ДНК е создадено да секојдневно добива и микронутритивна и макронутритивна вредност и вода. И исклучиво така ќе функционираат правилно метаболичките процеси. Од друга страна, природата никаде не создала производ во кој што ги поделила протеините со јаглехидратите. Ако земете и макарони, во макароните имате и протеини. Ако земете ориз, имате и протеини. Ако земете компир, исто имате протеини. Само што јаглехидратниот процент е поголем за разлика од протеинскиот, но повторно природата не изоставила да не ги меша. И во тој случај, како тогаш ќе ги одделите протеините од јаглехидратите? Тоа е невозможно и тоа е најголемиот мит и глупост што може да постои. Да, можеби ќе ви даде некаков резултат моментален, повторно ќе речам, но на долг рок нема да издржите и на долг рок нема да го држите резултатот кој што
вас ви е потребен. И трета работа, с која што исто така многу луѓе подлегнуваат, е преголемиот фокус на физичка активност и вежбање, а премалиот фокус на исхрана. Она што константно ја го зборувам и ќе го зборуваме дека 80% од фокусот треба да ви биде на исхрана. 20% треба да ви биде на вежбање, и ако зборуваме конкретно за слабење и добар изглед, односно фит изглед, не со мускули, тонус и така натаму, во тој случај и само со исхрана и со минимална физичка активност, макар да е тоа пешачење и домашни обврски, вие ќе изгледате супер и ќе направите супер резултат. Повеќето од луѓето што прават се заглавуваат по 2 сати у теретани, секој ден вежбаат, се врзуваат со појаси, со кеси, само да се потат и така натаму. На долг рок ќе се разочараат затоа што нема да ги постигнат нивните очекувања, ќе се вратат на старите навики, ќе си речат ау не еднаш се живе, да ја да живеам нормално, налети вежбање и се, ќе се прифатат како такви затоа што мислат дека ете кај нив не функционира тоа вежбање и не им дава резултат, барем што ќе се мачам, ќе почнам да јадам, ќе додадат газ, килограми и нормално ќе ја изгубат самодовербата. Така да, тие се 3 поенти за кои што многу сум гласен, за кои што и понатаму ќе зборувам, и споделете го ова ако сакате да помогнете на некој од вашите блиски, и споделете го ова доколку имате во опкружување луѓе кои што константно се мачат по овие прашања и константно ги препознавате во некои диети, се нешто внимаваат, се нешто гладуваат, а никако немаат резултати. Немаат резултати затоа што константно ги избираат погрешните и краткорочни стратегии, наспроти тоа да постават начин на живот за до крај на животот, кој што ќе им овозможи оптимална работа на метаболичките процеси и ќе им донесе и добар изглед, и добро чувство, и енергија, и здравје. Така да, луѓе, немојте да се лажете со стратегии кои што значат за 2-3 месеци намалување на килограми, а 20-30 години во вишок на килограми и константно мачење и гладување по прашањето на изглед. Така да, за оваа тема мислам дека доволно ви кажав, се надевам дека ви донесов супер вредност и супер поенти и ви благодарам за целата инспирација и време кое што ми го давате да зборувам на овие теми и да сум така жесток, бидејќи стварно сакам да помогнам на некој од вас и да стварно го инспирирам да донесе некаква одлука и да промени, да биде инспирација за многу од вас кои што ова го следат. Тука ви посакувам здрави животни навики и се одјавувам. Се гледаме во следна епизода. До тогаш убав ден и фала ви уште еднаш за внимание. Чао, чао!